Премиерот Димитар Ковачевски и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски ја посетија компанијата од млечната индустрија Бучен Козјак во Куманово. Разговараа со сопствениците и со вработените кои истакнаа дека континуитетот во работењето и долгогодишното постоење е она по кое се препознатливи и по кое ја стекнале довербата од граѓаните за нивните производи. Премиерот Ковачевски по обиколката на производството истакна дека оваа компанија ги препозна стратешките политики во земјоделството, кои биле од голема помош Бучен Козјак да се развива, осовременува со нова механизација, стручен кадар за нивниот квалитет да биде препознатлив кај потрошувачите. Гордост на Куманово секогаш беше Бучен Козјак, прво во помалиот објект во кој што започнаа родителите на сегашните собственици, а подоцна и овој поголем објект кој што ги прави втора млекара по големина и капацитет во државата. Убаво е кога слушаме успешни приказни во кои има традиција, идеи, развој, квалитетно пред се задоволни работници. И убаво е кога ќе се види како една компанија од мала прерасна во, можам да кажам слободно, еден од гигантите на македонската прехранбена индустрија. И драго ми е што денес сум повторно во компанијата Бучен Козјак. Оваа компанија исто така ги има препознаено и стратешките политики во земјоделството и тие биле исто така од голема помош на Бучен Козјак да се развива, осовременува со нова механизација, со стручен кадар и за нивниот квалитет да биде препознатлив кај потрошувачите. Млекарницата, освен што користи финансиска поддршка за поврат на инвестициите, исто така аплицирала и за субвенционирано снабдување со електрична енергија, мерка која е дел од пакетот антикризни мерки кои ги донесе владата и која што ќе одговори на предизвиците наметнати од економската и енергетската криза. Во исто време, со владините антикризни мерки, сме потпора и сигурност и за работниците, и за работодавците, и за граѓаните. Исто така со оваа мерка овозможиме производителите на основни прехранбени производи да имаат стабилна и поевтина електрична енергија, а тоа очекувам наскоро да влие и на стабилизирањето на цените на основните прехранбени производи кои што ги произведуваат овие производители, бидејќи целта ни е во исто време да ги заштитиме и граѓаните од ценовните шокови. Премиерот истакна и дека компанијата Бучен Козјак е дел од многуте компании кои имаат инсталирано и фотоволтаични системи за сопствено производство на електрична енергија. Со законските измени кои што ги направивме токму во овој дел, се олесни постапката за инсталирање на фотоволтаични системи на покривите на домаќинствата и на индустриските објекти, што овозможува да се врши и размена на електрична енергија. Имаме визија за енергетска трансформација на државата, која ни е толку многу потребна, особено во ова време на недостаток на енергенси. И истата динамично ја спроведуваме. Со правилна поддршка и правилно менаџирање, јас сум уверен дека можеме да ја трансформираме нашата држава во зелен енергетски хаб на Европа и да обезбедиме енергетска независност, но и да го снабдиме регионот со струја од обновливи извори на енергија. Министерот Николовски рече дека оваа 2022 година ќе биде запаметена како година во која комплетно се исплатени за останатите обврски кон земјоделците. Подготвиме план и динамика со кој што целосно се исплатени 20.000 сточари оваа година во износ од околу 1,4 милијарди денари и тоа е само за основните субвенции за одгледувачите на говеда, овци, пчели и кози. Целосно исплативме поддршката за млекопроизводителите за периодот октомври 2020 септември 2021 година, односно 500 милиони денари само по овој основ за овие неколку фази кон над 6.000 млекопроизводители. Дополнителна исплата кон млекопроизводителите реализиравме исто така и преку интервентниот фонд, преку новата интервентна програма, каде што пред само неколку дена 114 милиони денари се исплатија за 6.000 млекопроизводители за произведеното и предадено млеко во 2022 година. Со новиот буџет за 2023 година обезбедивме досега највисоки исплати, односно историски највисок буџет, вреден околу 200 милиони евра. Буџет чии основни средства се обезбедени за реализација на новата земјоделска реформа, најголема досега, и новите програми за поддршка преку нашите 5 клучни столбови на кои што се фокусираме. Бучен Козјак има традиција за купување и преработка на млеко долга скоро 40 години. Уште во 80-тите години оваа компанија го препознала потенцијалот за откуп на млеко во овој регион, денес дневно преработува 50 тони сурово млеко.